Со откинување на првото јаболко тука во градот на јаболката во Ресен, официјално може да кажеме дека започнува годинешната берба на јаболка. Оваа година од аспект на временските прилики беше исклучително лоша за целиот земјоделски сектор. Свесни сме дека особено голема штета од временските непогоди, поточно раните мразеви што го зафатија овој регион и преспа нанесоа огромни штети врз производството на јаболка. За таа цел, како ресорно министерство, изминатиот период интензивно работевме на забрзување на процесот на исплата на обештетувања, не само за оваа, туку и за 2016 година. Денеска тука од Ресен ги информирам овоштарите дека вчера со одлука на влада го деблокиравме процесот за исплата на обештетување на земјоделците кои претрпеа штети од временските неприлики и непогоди, односно од мраз, град, поплави, што се случија во цела 2016 година. Владата вчера го усвои акцијскиот план за постапување по предметите за настанатите штети од временските непогоди што се случија во 2016 година. Процес кој што беше започнат од претходната власт, но според одредби од погрешен закон, од Закон за заштита и спасување, поради што целиот процес беше смислено или не заглавен во големи бирократски процедури. Како ресорно министерство ќе формираме комисија составена од представници на Министерството за земјоделство, за финансии, Бирото за судски вештачења и Платежната агенција за земјоделството. Оваа комисија ќе биде задолжена за прегледување на елаборатите и барањата за штети, за утврдување на конечниот список на лица, утврдување на висините на штетите кои треба да се надоместат. Во следниот период, овие луѓе ќе ги посетат општините кои лани претрпеа, односно пријавија штети од временските непогоди и заедно со постоечките општински комисии ќе ги обезбедат податоците кои се потребни за довршување на процесот за исплата на обештетување на земјоделците. На овој начин, со овие одлуки се надминати сите законски пречки кои досега го кочеа целиот процес на обештетување. Најмногу барања за исплата на обештетување за 2016 година има пријавено токму во општина Ресен, каде што над 2300 земјоделци поднеле барање. Исплатата за обештетувањата ќе се врши сега согласно нашиот матичен закон, Законот за земјоделство и рурален развој. Искрено жалам што не успеавме побрзо да ги исплатиме парите за обештетувањата на овоштарите од овој регион, но слободно може да кажам и најодговорно дека ова ресорно министерство, заедно со мојот тим дадовме надчовечки напори. Дадовме се од себе што побрзо да се излезе од овој наметнат законски лавиринт кој што го создала претходната влада. Воедно би сакал да потсетам дека пред 2 дена до Бирото за судски вештачења испративме вкупно 14.360 барања за исплата на обештетувања од временските непогоди што се случија во април оваа 2017 година за 34 општини, од кои 1987 барања се од Ресен. Следува процес во кој што ќе се реши и овој горлив проблем, кој најмногу ги засега земјоделците токму од овој регион. Како влада и во периодот што следува ќе го поддржуваме производството на јаболка, затоа што како земја имаме потенцијал за квалитетно производство. Ќе работиме на системски мерки, но и на изнаоѓање на нови пазари за извоз на македонските јаболка. Дел од ветувањата од програмата на владата ги исполнивме уште во првите 3 месеци од нашиот мандат. Со цел стабилизирање на пазарот и зголемена поддршка на приходот на земјоделците, со измената на програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за оваа 2017 година, веќе направена, обезбедивме дополнителни 10 милиони евра, во кои што е вклучено изголемувањето за 10% на постоечката поддршка по хектар за овожните насади, со која што ќе бидат офатени над 15.000 овоштари.